Се породи во Прилепската болница и роди здраво машко дете со 2700 грама. За по една недела да ми каже дека моето дете се разболело и починало, објави на Facebook викендов мајката Лиле Петровиќ. Опишувајќи ја детално агонијата низ која поминала, мајката објаснува што точно се случило по породувањето во Прилепската болница. Бев префрлена во болничката соба после порање, а детето беше земено за испитување на кој ми потврдија дека се е во ред. По неколку часа го донесоа да го видам. Беше едно од бебињата која беше навесело. Веднаш почна да цица и се чинеше во ред. По 2 дена ми беше кажано дека ќе го носат на зрачење од бебешка жолтица 6 часа и после тоа дека ќе ме пушта дома. По 6 часа јас бев спремна за да си одиме. Дојде сестрата и ми кажа дека бебето ќе биде зрачено уште 6 часа. Што се случуваше таа вечер ќе остане секогаш мистерија. Што правеле сестрите кои биле оставени без доктор во цел оддел во текот на ноќта, вели мајката, останува енигма. По целовечерната голгота, во 5:30 наутро дошла докторката која кога видела што се случува со бебето, почнала панично да реагира викајќи му на персоналот, раскажува мајката. Потоа сестрите ја информирале дека незиното бебе ќе мора да се испрати на детската клиника во Скопје, со образложение дека таму имале подобри апарати. Го видов детето со кислородна маска за дишење. Дали на бебе со жолтица се става кислородна маска за дишење. Стигнавме на клиниката за детски болести и веднаш беше хоспитализирано на интензивна нега. Си заминав дома со празни раце. Дента на хоспитализирање ми кажаа дека инфекција, а по 2 дена испитувања дека детето фатило тешка сепса. Детето ми го лече една недела на Скопската клиника, но не успеа да ја надмине болеста која му беше нанесена од болничка негрижа, и тоа на сестрите и докторите кои ги нема, вели мајката. Иако знам дека нема здравство, има едно нешто, а тоа е Господ. Тој гледа се и тој ќе ви суди. Секој врисок на родителот и детски плач ќе ве мачи до последниот здив. Директорката на детската клиника за Алфа рече дека бебето било донесено во тешка здравствена состојба и вели дека имало сепса и покрај напорите да го спасат, вели, не издржало. Новороденото е донесено од Прилепската болница на 30 октомври. При нас, меѓутоа, бидејќи било респираторно нестабилно, сите биохемиски параметри првични одат во прилог на сепса. Раната неонатална сепса не мора, мислам, вообичаено ја добива детето од мајката. При пороѓајот инфекцијата вообичаено ја добива. Касната неонатална сепса може да е од надворешни фактори, од персоналот и покрај сите напори, мислам 7 дена престојува детето, на 5 ноември екзитира, меѓутоа не се успеа да се стабилизира, неколку дена беше анурично комплетно и покрај целата дадена терапија детето заврши лошо. Од Прилепската болница за Алфа потврдуваа дека мајката била породена на 27 октомври, во здрава состојба и таа и детето. Направиле дополнителна анализа на мајката заради сознание за претходна вагинална инфекција, но резултатите биле сосема во ред. Сепса во одговорот никаде не се споменува, туку само дека детето било ставено на зрачење заради жолтица. Ноќта, односно утрото на 30 октомври во 4 часот, поради одбивање на новороденчето да цица и потешкоти со дишењето од страна на медицинската сестра, е повикан дежурен лекар. Земена е крв за анализи, поставена е инфузиона, двојна антибиотска терапија. Повикан е приправен лекар и во консултација со лекар од клиниката за детски болести Скопје. Новороденчето во 7 часот наутро е испратено во Скопје на оддел за интензивна нега за понатамошно доиследување и терапија. Инаку само во последниве 6 месеци згаснале дури 4 детски животи, за кои постои сомнеш дека станува збор за лекарска негрижа.